Во градот во кој нема нотар, во општината која ќе остане без лекар-интернист, има сериозен проблем со водоснабдувањето. Незиниот прв човек се курдисал пред камерите за да се пофали дека решил исклучително сложена задача. Не баре лично ја исчистил звездената прашина. Општина Радовиш кој има дочекано, подготвено овој снег, ово Радовиш, како Радовиш, 95% е нормализирано сите улици и улички. Таму пак каде што е потопло, каде нема вакви врнежи, живеат исто македонци. Никако и ништо да се нормализира. Во вечната борба за тоа кој треба да ужива во плодовите од вносниот црковен профит. Верниците и на богојавление беа наводно заинтересирани за религијата, ама нема алат за да ги скинат синџирите со кои таа е врзана за капијата на бизнисот. Ама има за синџир, не може... А немате ключ од синџир? Синџир, кој го поставил? Еднаш во името на Бога, ако има некој клjuč, да ја отвори, или земете клешти кои мислите ако сега да има служба. Години не даде ни зашта. Партија и нека се средат там. Да, партијата битната е нека дојде. Тела полато, прокатно. Сега ова е голем ден, ако не го фрлиме крстот денес, голем грев. Големи се гревовите и за оние кои Божем ја почитуваат религијата и ги посетуваат храмовите, ама само за да ги проколнат тие што имаат спротивен став од нив, користејќи нагрдени квази идентитетски формулации, со кои поверата си ја исмејуваат и собствената нација. Тој што гласаше за Северна Македонија, Северџанот. Снимај го. Снимај го да види каков е. Има. Еве го. Предавникот на македонската нација. Како е нов години, бре? До вечер. Проблемот со идентитетот кој безпредметно се нагласува е непостоечки, освен ако околу гостите не е наместен домаќин кој во безброј случаи, посветен на централната тема, веројатно во отсуство на концентрација, ги прекрстува и им наметнува туѓи карактеристики. Најважното што на почетокот ќе му овозможам на министерот Георги Сугарески, мојата теза Еден Јакуповиќ, дипломиран економист, еден Јакуповиќ, актер и продуцент. Мојата теза Вина за расејаност не може да се бара, но нереално е континуирано да се нема оправдување за бегството на лицата со исто име, на кој идентитетот е добро познат на полицијата. Во отсуство на прецизно лоцирана одговорност, на новото откритие е дека за се е криво општественото уредување. Знаете, ако сакате да имате систем во државата, не треба да бидете глумец. Знае Никола дека шутка не му бега. А ако земете статистика колку има избегано, и тоа тешки криминалци, од издржување на казни и така натаму, ќе видите дека таа е голема бројка. Во едно демократско општество тоа се случува. Во авторитарни режими се постапува на сосема друг начин. И на крајот, веројатно затоа, тоа чувство кај многумина е неподелено. Се осеќам како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнам со апење. Не мора се да биде со касање. Доволно би било да престане да се глода и сериозно да се загризе.